Јас само во една реченица, пред да почнам ќе излезам малку од темата, морам да кажам како информација, ако ми дозволите, можеби ќе си дозволам да го злоупотребам деловникот, меѓутоа има една сериозна ситуација која се случува во градот Скопје, односно втор пат имаме сквернавање и вандализам врз споменикот на македонците од Егејска Македонија на децата бегалци во Жена парк. Реагирав, имав пресконференција, никој не се одважи, ве молам. Некни во саботата имавме се македонска егејска средба, дојдоа луѓето, ме замолија 500 луѓе, во еден глас, ве молиме, реагирате како пратеници да се направи нешто, до институциите. Еве, ако ме слушни некој, ве молам, значи таму, знаете што се работи, тоа се дечиња бегалци, 28 милјади, 48-та. Имам случај во фамилијата на сопругата моја, баба и дедо, всушност незиниот татко, биле две дечиња. Татко е бил помал, го доела мајката, го држала буквално на гради. А таткото е на работа, идат грците, му го зимат девојчето и 40 години го немат видено. И тие за да се заштитат, барем да го спаси машкото, избегуваат преку граница и идат тука во Битолско. Тоа се тие, значи зборуваме за деца беглаци, бидејќи мојата фамилија па од друга страна се исто така протерани од таму, ама како фамилија, сите биле на куп. Зборуваме за ова. Сега да некој намерно се гледа таму дека е сечен споменикот е правен, ве молам, упатувам апел да се најде начин да се сопре ова. Јас ќе реагирам, имаше најава и за протест на македонците, рекоа дека ние буквално сите кои што бевме тука, обединети со пората и песната, за да потсетиме да кажеме дека постоиме, бидејќи некој министер не го разбрал дијалектот на македонците од Егејска Македонија. Така рекоа. Значи, за жал, ве молам тоа да се прекине и јас тука ќе прекинам околу ова тема. Сериозна е, многу сме загрижени. Јас бев таму, откорнато е, бидејќи има, знам дека и во вашите редови, во пратеничката група има луѓе по потекло од Егејска Македонија, вклучително и господинот Петар Шилегов. Ние сме разговарали и многу блиско сме до местата кај што живее, тој е од селото Саракиново, а моите се од селото Пожарско. Така да упатувам апел до господинот Петар Шилегов, како македонец потекло од Егејска Македонија, по татко, да преземе чекори, да најде, да заштити, да стави камери и да се обноват тие плочи. Ние сме спремни да го поправиме тоа, меѓутоа ми се чини дека заслужува еден поеднаков однос целата работа. Благодарам во однос на тоа. Би сакал да кажам уште една работа. Ова што го говори колегата Димитар Стевананџија како замолница од ваша страна. Јас мислам дека можевте да го решите многу едноставно. Зошто не? Вие сами си правите проблем. Да тој на секоја комисија зборува за образованието. Да го повикавте министерот, заменикот министер, бидејќи самата одлука дека тогашниот заменик министер се повлекува и кажува дека не се согласува со политики, дека нешто не е добро во образованието, е некоја појава, предупредување дека нешто имаме проблем. И доколку вие ни достоивте не повеќе една ваква расправа, да дојде да речеме денеска зборуваме само за образование. Зошто да не ги изнесеме аргументите? И решавањето или предупредувањето на било која од тие негативни последици ќе ви биде во функција на вас, нема да имавте сега притисок. Ако бевте вие малце потактични, политички, и политика нека беше. Дојдете, ќе разговараме, ние ќе ви кажеме ова не чини, тоа не чини, тоа не чини, тоа не чини. И вие ќе си ги запишев тие некои работи, ќе си седнеа во некоја следна стратегија, во некој следна проект и програма тоа ќе се реши. Сега, прво не е фер и према нас. Иако можеби некој ќе рече од колегите сега, ќе рече зошто господин Димитар Стевананџиев и господин Драган Данев реагира така. Имат право. Значи тие нешто кажуваат и зошто да не им се удоволи? Зошто мене да не ми се даде правото да го кажам? Всушност токму, почитувам колега, значи зборуваме за оние кои им е најнеопходно. Ако не го дигнеме ние образованието на степен на најважната работа во општеството, со сета почит на сите структури и да речеме министерства, сметам дека Министерството за образование, наставниците, буквално од најмалата возраст, со сета почит кон академските професори, бидејќи се врвот и најголемата наука и така натака, меѓутоа, ако ние не го мотивираме наставникот од предучилишна возраст, училишна, основно, средно, ние како понатаму ќе ги воспитуваме децата? Како мојата внука понатаму ќе добие сознание? Бидејќи ние мораме да имаме квалитетни, а тоа се прави врз основа на еден квалитетен закон, со почит кон нив, стимулирани, за да можат тие понатаму да нас да ни помогнат. Тоа е нешто што јас го предлагам и се надам дека сето ова нема да се дозволи во некоја следна прилика, при следната комисија ќе го удоволите барањето на колегата, впрочем кој е наше барање, меѓутоа верувајте ќе си помогнете на вас. Јас ви го кажам ова, можеби не треба да ви го кажам, сега ќе ви кажуваме, ќе зборуваме и така натака. Меѓутоа, уште една замолница.
Бидејќи идам од спортот, почнувам сега за спортот да зборувам и сакам да го со ова ќе гласаме за ова законско решение, ќе аргументираме, ќе кажеме зошто сакаме да отвориме дебата и кои се ефектите од ова. Ние немаме проблем, бидејќи ако го сопреме, ништо не правиме со целата работа. Меѓутоа, иако нема решение, ќе ви кажам, еве со бројки ќе ви кажам, па нека ме дементира кој сака. Меѓутоа, само уште една работа. Ве молам, значи, факултетот, упатувам апел. Знаете ли колку се радував кога беше тогаш деканот на факултетот за физичко образование, спорт и здравје се вика сега. Кога се радувавме дека се создава факултетот за информатичко општество, ве молам, еве уште еден апел на целата работа во делот на образованието. Ве молам, најдете начин зошто се стопира. Потребна е и болницата во Штип, потребни се и патиштата што се почнати и така натаму, и тука има малку застој. Еве замолувам да се најде начин. Чисто да знаете за ваша информација, оградата на Штипскиот автопат уште не е завршена. Сега зборуваме за автопат кој го користиме половина година, не е завршена. Надвожнаците тоа што го предупредов и како претеничко прашање пет половина месец го побарав, за 3 месеци требаше да ми дека ќе се обезбеди, ќе се реши, и тоа не се направи. Имаме многу работи да зборуваме. Така да, во интерес на тоа, мислам дека треба сериозно, бидејќи сега што се случува? Од едната или другата страна луѓето често пати прашуваат, не ни веруваат. Дали е така или не е така? Меѓутоа реалноста е таа. Јас се возам по автопат, иако не е завршена оградата, меѓутоа почитуваниот колега Димитар Стевананџије секојдневно се соочува. Знам дека имаше и сообраќајка. Знам дека имаше проблем. А што правиме со патот Охрид-Кичево? Значи, тие се работи што мора да ги надминеме. Да не дозволиме луѓето да страдат заради нашите каприци, политики, размислување или не знам како. Одеднаш добивме информација дека тој пат не чини, кривини, не знам какви такви, клучки, да на крај викат да трасата се беше окей. Луѓе, не е фер. Значи не е фер. Значи ние мораме да испаднеме и да бидеме реални према состојбите во државата. Благодарам за ова можност, почитувана председателка, да го кажам ова, би сакал да се осврнам на една работа. Ќе ви го кажам ова и ќе ви кажам дека грешите. Ве предупредувам, ве повикам да се коригирате. Ева вака само да знаат граѓаните што се случува. Почитувани граѓани, покрај другото што зборувавме и за образованието, зборувавме и за екзодусот на македонците во Егејска Македонија, зборувавме и за искршениот споменик на 2 пати, упатувајќи апел со надеж дека нешто ќе се помогне. Сакам да ви кажам што е измената на законот за спорт. Иако го нуди Министерството за правда, бидејќи по начин на функционирање така треба да биде. Меѓутоа, овде во ова ситуација, почитувана колешке, не е Министерството за правда. Тука имаме 20 колеги подпишени. Значи во ова работа. Значи сега да расчистиме сега. Значи за тоа грешиш и ти. Значи не е, значи вие го обвинувавте колегата дека ова не е така. Значи не. Значи имаме предлог понуден од колеги пратеници. Сега, јас никого не обвинувам од вас. Ајде, не е фер, мислам се знае. Значи, ја би сакала една работа. Ја вас не ве обвинувам. Може би, како што јас не го разбирам правото, може би помалку дел од луѓето разбрале што се случува, да речеме. Не обвинувам дека некој не прочитал или не знае, меѓутоа малку подлабоко ќе ви кажам. Намерата, кога се создаде 2016 законот за спорт, донесовме, според мене, јас ви кажам, револуција во спортот. Градбата на 300 објекти, стипендиите кај младите, пензиите. За прв пат се восстанови пензија за спортисти, кои дале многу за Македонија и тие да се чувствуваат горди и да ги стимулираме, мотивираме следните генерации на спортисти. Така се прави. Дека ние за нив ќе направиме нешто преку објекти, преку други решенија. И имаше едно решение кое се донесе со големо барање 2016, а тоа е решавањето на финансирањето на спортските клубови. Во тој дел, преку игрите на среќа и покер апаратите, одвојувањето на проценти од данокот на добивка, директно влегува во буџетот на Агенцијата за млади спорт, каде што некаде од 1 милион на 4-5 милиона се зголемува. И сега моќта на Агенцијата за млади спорт да партиципира во федерацијата, оно што го зборуваше почитуваниот колега, имаме некаде околу 64 спортски федерации на ниво на Македонија. Ако имавме 57 функционира. Деве, добро. Знам дека некои не се функционални, бидејќи има 2 до 3 со мален број случаи, има неколку федерации кај што еве и нека се и 57. На 1 милион буџет кај што беше претходно идеше некаде околу мисечини 15 не знам како околу 15.000 евра по ова.
Не, 15.000 евра по федерација сега зборувам, не по клуб како вие што зборувате, ова е друга статистичка операција што ја кажува колегата Димитар Стеванаджи, ви кажува, значи тоа што имаше околу милион. Сега ич да не е на 4-5 милиони, го зголемуваме 4 до 5 пати буџетот, ако не повеќе за секоја федерација се зборувам, значи имаме разлика да не избуниме луѓето. Имаме некаде зголемување 4-5 пати, ќе дојде тоа некаде околу 780.000 евра по федерација. Некој зима повеќе, некој помалку, ама не е идеално, ема малку е подобро. Зборувам за парите, почитуван колега од игрите на среќа и покер апарати што ги добива Агенција за млади спорт. А сега, значи тоа е, значи види, Веселак, бидејќи колегата ме прашува, сакам да ви објаснам и на вас, претпоставам дека имаме дилема. Имаме по повеќе основи, тој закон се донесе, имаше повеќе основи. Прво, се зголемува буџетот на Агенцијата за млади и спорт врз основа на процент издвоени од данок на добивка од игрите на среќа и покер апаратите. Значи тоа беше, затоа ја викам револуција беше во спортот. И тие пари од 1 милион се зголемува 4-5 милиона. Сега 4 колку тука некаде. Тоа се пари кои агенцијата може да им ги дава на федерациите, тие 64 односно 57, и тука се зголемува 4 до 5 пати буџетот кај нив. Евидентно беше приказната тука дека тие пари си течат. Тука немаме дилема. Значи тоа се движи. Како се зголемува данок на добивка, може би сега од пред 2-3 години добивката е уште поголема, може дошли до 6 и до 7. Значи може и помала. Тоа е закон што ние го донесовме како влада на ВМРО ДПМН и со коалицијата тогаш. Сега, следната фаза што се добиваше, значи дури тука и за боксот имаше издвоени посебни средства, некаде повеќе од пола милион, со намера да се крени боксот на повисоко ниво, олимписки спорт беше и така натаму, за да може да се даде да имаме лига собствена, да имаме и други работи. Може би не профункционира како што требаше, меѓутоа идејата, намерата беше многу честна. И доколку се направи анализа, ќе речеме нешто било добро или не било добро, е честно да се повлече или да се унапреди. Да, меѓутоа следната фаза беше во данок на добивка, со можност, донесовме закон каде што може нашите клубовите спортски да си побарат барање од фирмите и да си добијат средства. Сега, во текот на тие 3 години имаме евиденција дека некаде околу 10 милиона евра пари се влезени во клубовите. Сега, видите да ви кажам, сега ќе ви кажам, значи 3 години, ако и поделиш, поидат по 3 милиона и 300 илјади евра. Евак, сега вие со новото идентично решение, ама да не се вика ВМРО, се вика СДС, со намера, ние ќе направиме нешто по-друго од другото, ќе оправиме со ваучери. Ваучерите е институционална корупција. Иди вака и почитуваниот колего вели, јас ќе ти дадам на тебе толку пари, на тебе толку пари, за да можат тие пари да ги ефектуира при добивањето од данок на добивка со фирмите. Сега што вели понатаму анализата што сме ја направили како спортисти. Сега ќе ви кажам вака. Во врска со начинот на реализација на ваучер системот, мора да се напомене дека во моментот не е многу практичен. Од причини што најголем дел од спортските клубови кои се надпреваруваат во втора, односно трета лига, останати младински лиги, во национални првенства се изземени од негово користење и не се во можност понатаму да функционираат, се надпреваруваат во системот на националните спортски федерации и така натаму. Сега, спортски клуби кои го имаат ваучерот од страна на АМС се соочуваат со големи проблеми околу реализирање на истот, затоа што правните субјекти и потенцијалните донатори не се доволно информирани и кај нив постои скептицизам во врска со начинот и постапката за неговата реализација. Зошто? Значи имаше еден начин, се стопира тој, да се востанови, другото ќе му треба малку време. Сега, зборувам, јас ви го кажувам тоа, вие како сакате, на крај краишта чинителите, крајниот продукт, спортските клубови и другите, ќе си го кажат својот, реагира кај нас. За прв пат имаме штрајк кај спортските клубови. Значи, имаме проблем. Сега, каде е почитувани колеги грешката? Не знам дали ме следите и што се случува. Јас вака сега сум запишал тука. Декември, сега ќе го најдам, декември 2018 година се носи законот за данок на добивка, она всушност за што говориме денес. И велите вака, носиме нов начин на финансирање на спортските клубови со ваучер систем. Јас за тоа реагирам многу порано, меѓутоа што се прави грешката? Ова ви е сега дополнителна, уште поголема грешка. Ќе ви кажам во временскиот период. Носејќи го законот 2018 година, вие не го носите само законот за данок на добивка. Законот за спорт го оставате да го решавате некаде 4 месеци понатаму. Сето тоа реализирајќи се критериумите кои ги, бидејќи е поврзано со критериуми,
кој на кого како ќе се дават парите. Сега гледаме во амандманот што го предлагате дополнителен критериум сега. Уште по-лошо, една година помина. Во тој критериум се напоменува дека треба да се дадат пари на спортските клубови, меѓутоа толку високо се крева ова како се вика критериумот за добивање на тој ваучер, што буквално второлигашите ги иззема тој начин на финансирање. И затоа беше реакцијата кај овие клубови кои условно немат меѓународни или надпревари или се поединечни кои што не влегува. Сега, оно што го направивте, знаете како сега, јас искрено ќе ви кажам, вие како сакате кажете, 500 клубови. Може би биле помалку во претходниот период, меѓутоа имало поголема реализација. Немаше ограничување, сега има ограничување на 6 милиона. И велите вака вие, даваме на 500 клубови. Искрено, проверете, УЈП е тука, јас сум сведок, спремен сум да се извинам ако не е така. 15% реализација имате. Зошто и како, не знам. Недоволно информирани, не знаат луѓето, се плашат да информират. Има некоја причина. Имаме грешка. Факт дека ова не функцира и носењето на законот цела година се влече. Намерата може би била окей, меѓутоа да побараш закон да се смени во декември, да продолжиш во октомври. Кога видовме дека ова се случува, дека имаме проблем, реакција имаше од спортските клубови, излеговме, почитувани колеги, ние со предлог законско решение, барајќи да се врати старото решение. И тука не е во ред, како слично, идентично сега што зборуваме, дали треба да има дебата во образованието или не, не се случи да ние да немаме дебата и во спортот. Не ни ги прифатија на нас двата предлог закони. Одма на истиот ден, кога не се прифатија, почитуваниот колега веднаш реагираше со ново законско решение, односно дополнување на 6 милиона како решение. Јас ви реков, да, 6 милиона, а ми имаме реализација од 900.000 евра. Или како што израчуна колегата, потенцијално не е така, 1.400, 1.800 евра иде по клуб, ако е така гледано. Или па тогаш се поставува второто прашање, дали 500-те клубови само формално ги добиле ваучерите, а не ги реализирале, или колку клубови од тие инкасирале 900.000 евра, дали се 1, 2, 3 или 5 клубови. Тогаш веќе имаме уште поголем проблем. Значи, еве ти го ваучерот, а ти не добиваш ништо. Значи, тоа е работа што на некој начин кешки да е поинаку, јас се радувам доколку спортот би добил многу повеќе средства, меѓутоа е проблем. Дали и колку клубови тогаш реализирале ваучер? Дали само го имат на памет или тоа е политика, еве јас ќе ти го дадам, јас многу те сакам, ти си наш. Не е фер, луѓе. Ние мораме и баравме во тогашното законско решение да се вметат критериуми. Критериуми кои ќе викат вака: тој спортски клуб ќе добие врз основа на такви резултати, на таква политика, младинска политика, кадетска политика. Ама ние тоа не се стави. И сега, знаете како? Има зборуваме како за вас, така и за нас. Еден клуб од исти ранг од Скопје и еден клуб исти ранг од Штип не добиват исти пари. Што е причината сега? Политиката, близок е до СДС, близок е до друга политичка партија. Така натаму. Значи, тука имаме веќе сериозен проблем. Понатаму, во однос на нова законско решение, вие сега нудите дополнително трето законско решение. Значи, ова. Ние дебатиравме за таа работа и вие понудивте се дополнителни 4 милиона евра. Во ред ги прифаќаме тие за да се покрие таа дупка кај тие клубови. Значи, видите се, ако вамо имаме 6, а тука имаме 4 милиона, ако тие пари идентично отприлика се 50 или 60, 40%, ако овие клубови 500, колку тогаш клубови останале да не добиле пари? Суштинските клубови. И сега, зошто имаше реакција за прв пат од едно вакво нешто? Значи, за прв пат имаше реакција на страјкови. Значи, сега вака, нали, без разлика кој сака. Сега, зошто и понатаму, сега ќе ве прашаме на работа, зошто сега, да кажам, лажете, да кажам дека, претпоставам дека не знаете. Ќе ви кажеме да податок што размислите што правите сега. Го направивте тој закон, во ред, рековме, критикувавме, зборувавме, не го стопиравме со ниеден момент. Ако не бевме ние да инициираме закон, може би вие немаше да се појавите, ќе останеше така. Сега, што се случува со овој закон? Од после тоа. Ви рековме, луѓе, касните. Декември 2018, сега 5 години сте власт, почитуван колега. Од 2015 сте во техничка влада, 2016 техничка влада, 17, 18, 19, сега 20 ќе има друга техничка влада. Што направивте вие со спортот и со државата? Ништо. Реално, мора да си ги прифатите, и ова ќе го кажам многу добронамерно. Размислете дали е така или не е така. И да е политика, ми се чини дека не зборувам на памет. Сега ќе ви кажам една работа, дека со ниеден момент, иако имавме, јавноста знае, веќе е трет. Дори денес успеавме да дојдеме до тоа да го ставиме на дневен ред законот за спорот. Меѓутоа, тоа беше во петокот, беше втората седница, претходно во четвртокот, не се сеќавам како беше. Сега идеме тука.
Значи, луѓето да знаат, македонската јавност, ова што го правиме ние денес, и да го донесовме како закон, како решение ваше со ова амандманска измена која прифаќате, немаше да се реши, бидејќи седмицата за ова точка е некаде следната недела. Сега вака, ако прв пат дојде на точка на дневен ред овој закон на 8 ноември, молам, беше на 8 ноември, да. На 7, се извинувам. На 7, денес сме 11. Денес ќе донесе комисијата. Од прилика се јас не знам кога ќе биде следната седница, следната недела, така? Следната недела нека стави уште 7 дена, нека биде на 18, понеделник следниот. Ќе оди во службен вестник, 8 дена. 26 ноември. 5 дена велите. Што правеше до сега Агенцијата за млади спорт? Доправки утврдува кои се листите на спортските федерации. Значи, по законски рок, они ќе мора за од 5 дена после да достават список да кажат кои се спортисти се, кои спортски клубови се тие што треба да добиват. Што правят до сега? 5 години власт. Не утврдивте кои треба, на кои не му треба. И знаете колку довај? 1 декември. Моментот кога прв пат го донесовте законот за данок на добивка за промената. И што правиме последна година? И после 5 години власт. И таа најава за ваучер, за не знам друго, да разборувам за спортските сали и за се друго. Сега, почитувам колега, како сакате, сватете ме. Ви кажувам каков е момент. Без разлика на се. Значи, ви го. Една година не можете, немаше можност, не навлегувам, дај да не се изразам погрешно, не се донесе ова законско решение. И ако ние критикуваме, и ќе критикуваме, ние мораме да ги соочиме аргументи да кажеме што има проблем понатаму. Не беше лошо претходното законско решение. Зошто се дозволи да се бара промена? Со намера тоа законско решение понатаму можеше да се модифицира, да се преправи, да речеме, ако имало одредени недоследности, да се седне, да се изанализира, да поразговараме за таа работа. Така да, потребата од јавна дебата, не само во образование, гледам најверојатно и екологија врз основа на исчечените дрва и така натаму, или транспорт и врска за останатите градежни обекти кои треба да ги направиме. Најмалку му значи на луѓето кои ќе направи ВМРО или СДС. Јас без разлика на оградата која кај нас не е завршена, јас го користам патот. И ние сме среќни од Штип. Имаме 2 пата, се направи брз експресен пат и од Велес кон Штип и од тука. Супер ни е. Јас ми е криво за колегата од Кичо, ми е криво за колегата од Прилеп. Има проблеми за сите тие кои патуваат. Значи, ние мораме да најдеме едно друго ниво на начин на разговарање и да бидеме реални и самокритични. Ако ме сватите честно, мислам дека како сакате ме сватите, на крај крајшта не е ни важно. Меѓутоа, за сето ова, како при крај сум, меѓутоа морам да ја напоменам уште еднаш состојбата во спортот. Бидејќи реакциите кон нас и ова што се случува, често пати, јас сум ВМРО, вие сте СДС, се сакаме или некем, или продаваме политика во суштина. Ама, реалност е ова. Законот е овој. Сега, што вели Интернационалниот меѓународен олимписки комитет, ИОК? Значи, веќе ви кажам неколку работи, е алармантна ситуација. Значи, таму имаме, врз основа на еден ваков однос во државата. Може би еден ваков однос во државата допринесе и за, да речеме, и неисполнување на одредени услови и така натаму и датумот за преговори во врска. Значи, не следат по сите основи. Што направите во спортот, што направите во транспорт врски, дрвата ги сековте, патиштата не ви се направени, застанете се објектите, во спортот се кочите, не знам што. И одеднаш луѓето викат, извинете, ама вие што правите таму? Не ви е доволно само што го сменивте името, треба и дворот да го изчистите. Бев некни во Црна Гора, се враќам тука и кажувам дека бев во Црна Гора, дека си ја средили државата, супер е, и ми вели еден новинар, да, вика, тие се во НАТО. Да, тие се во НАТО, меѓутоа не треба да влезат во НАТО за да си го изметат дворот, да си го изчистат дворот. Значи, ние не треба да бидеме во НАТО и ЕУ за да си го изметиме дворот. Ни треба метла, ни треба луѓе, ни треба организација. Меѓутоа, почитувани колеги, бидејќи е долга темата, јас не би сакал да им одземам можноста на спортистите, меѓутоа со ова ви кажав, ние сега веќе донесеме ова законско решение. Меѓутоа, понатаму каде ќе одем, бидејќи се плашам, пренесете таму. Јавно упатувам апел, а тоа е следната работа. Ова се извадоци од еден новинар, не би сакал да го спомнам, меѓутоа ќе го најдете. Вика, вели, Македонскиот олимписки комитет и спортистите пред суспензија.
Властите во земјава 3 години не успеваат да донесат измени на законот за спорт, како што бара Меѓународниот олимписки комитет за независно функционирање на спортските федерации. Измените се оставени за наредниот период и покрај заканите за југ за суспензија и забрана за настап на Олимписките игри во Токио. Знаете дека единствена норма која досега има исполнето и подолго време ја немавме, тоа е нашиот борач Могамед Нуров, кој постигна исклучително добар резултат на светското првенство, освои трето место. Имаме норма после долго време. Нашиот почитуван каратист Емил Павлов исто така храбро настапува, Штипјанче, дете која се бори со срце и желба, каратист. Ме радува што и тука и каратото ни се вклучува, веќе си го добива својот третман. Значи, сега што ако се случи, почитуван колега, да нема право да учествува на Олимпијата, а исполни норма? За тоа под суспензија сме. Луѓе, верувајте. Види, јас го кажувам, јас предупредувам. Дај Боже да не е така. Дај Боже да не е така. Сега ќе ви кажам понатаму. Меѓутоа, во однос на законските измени, верите вака, СДСМ во предлог програмата за работа на владата 2017-2020 ветуваше нов закон за спорт и поддршка од владата за националните спортски федерации во креирањето современ национален систем на надпревари и целосно почитување на самостојните на националните спортски федерации. Значи го немам. Значи, знам дека имаше најава, не се направи, измени требаше. Ние имаме еден проблем во општеството секаде, кој ќе дојдеме на власт, правиме нов закон. Не. Прво треба да се направи анализа на постоечкиот и измени на другиот. Не измислуваме топла вода, не ја почнуваме државата ни од сега, ние мораме да ги коригираме одредени работи. Барајќи нешто ново, ние правиме грешка. Сега понатаму. Прашањето е од новинарот. Останува нејасно кога и дали во рок од 6 месеци власта ќе ги донесе измените на Закон за спорт, како што бара Меѓународниот олимписки комитет, кои треба да овозможат македонските спортисти, федерации да работат според принципите и правилата на Олимписката повела. Поради догодишното игнорирање на барањата на ИОК за независно функционирање на спортските федерации, земјата може да се соочи со суспензија, па дури и повлекување на признавањето на Македонскиот олимписки комитет. Измените на законот и натаму се само ветување според официјалниот одговор кој го добивме од владата, вели. Значи тие прашале дали ќе има или нема. Вика, дополнително неизвестно е дали рокот на ИОК ќе биде испочитуван поради изборите во април кои ги договорија политичките партии и распуштањето на собранието во февруари. Значи сега имаме техничка влада, ќе имаме избори и прашање дали и понатаму како можеме да се направи. Вика, според писмото на 24 октомври ИОК има 4 барања. Еве конкретно што треба да се направи. До властите и спортските организации во земја. Прво е барањето за измените на Законот за спорт, потоа националните олимписки федерации да потпишат меморандум за автономија, трето е усогласување на статутите на националните спортски федерации со статутите на меѓународните спортски федерации и четвртата точка е усогласување на статутот на Македонскиот олимписки комитет со Олимписката повела. Тоа се она што го бара. Еве го имаме конкретно. И зошто не знам не се постапува, не знам. ИОК бара регулативата за спорт да биде согласна со правилата на олимпиското движење, односно статутите на спортските федерации да бидат синхронизирани со статутите на меѓународните спортски федерации ФИФА, ФИБА, ЕХФ и другите. Така да, почитувани колеги, јас не би сакал да почитувани колеги да ја довршам мислата, јас не би сакал да понатаму да должам. Благодарам за можноста претходно да кажам одредени информации што случуваат во општеството, меѓутоа да укажам на недоречености во овој закон, меѓутоа ќе си го задржам правото почитувани колешки бидејќи амандманот не е поминат, а тука во тој дел бидејќи е ова ново законско решение, зборувавме за старото, јас уште кратко, тогаш нема да бидам толку долг, за кратко сметам дека и ова што го нудите сега како ново законско решение, сега во моментов, не и ќе ви кажам каде се и тука слабостите. Меѓутоа, еве, бидејќи беше како вовет на сето тоа што се случува, ќе се задржам правото кога ќе се произнесете за амандманот, што планирате со амандманското, која е тука промената, да кажам уште неколку зборов во однос на новото законско решение. Благодарам. Ви благодарам, колега. Реплика